Кампањата за локалните избори од денеска влегува во вториот дел, а ќе заврши следниот петок на полноќ. ВМРО, ДПМН и Левица денеска ќе се представуваат во скопските општини, додека СДСМ централниот митинг ќе го има во Прилеп. Вреди и дуи денес ја продолжија борбата, особено за скопската општина Чаир, а помалите партии и независните кандидати на средби со граѓани ја представија својата визија за подобри општини. Прва скопска телевизија и денеска во изборната хроника ги следи средбите на кандидатите за градоначалници за Скопје и за скопските општини, а во просторот предвиден за интервју со кандидатите, денес ќе го проследите разговорот со Стефчо Јакимовски, кандидат за градоначалник на Карпош од Гром. Конкретно во Визбегово, проблеми со патот, со депонија, едноставно дури и загрозување на безбедноста на близу 8.000 луѓе кои секојдневно одат и се движат во тој дел на Скопје. Ги слушнавме нивните предлози, презентирајќи ја нашата програма, видовме дека имаме визија за решение на некои проблеми, меѓутоа секако дека луѓето има сугестии кои што секако ќе бидат инкорпорирани во нашите програми. Планот на Заев, кој го спроведува Филипче, е за целосно виткање на државата, а за тоа би помогнал фактот што една од двете фирми е голема телевизија со национална фреквенција. Филипче дословно го тера планот на Заев и праќа сигнали кон Бугарија дека е спремен да доработи. Разликата е во тоа што и Филипче и Заев се прочитани, а со тоа се и во паника дека ништо нема да можат да изреализираат затоа што на овие избори ќе доживеат огромен дебакл. Концептот Скопје без хартија, значи дигитален град во кој секој административен процес е брз, достапен и видлив. Во нашиот план, дигитализацијата на јавните услуги создава целосна отвореност на градската администрација. Преку алатката Отворен буџет, граѓаните имаат постојан увид во трошењето и распределбата на јавните средства. Електронските јавни набавки обезбедуваат транспарентност и одговорност во секоја постапка. Проектот Paperless City 2029 опфаќа единствена дигитална платформа што ги поврзува сите градски услуги . Во Шуто Оризари планираме изградба на нов културен дом Есма Реджепова, на местото на старото матично. Ќе вложиме во културата како темел на заедништвото и локалниот идентитет овде. Домот ќе биде простор за театар, концерти, изложби, кинопроекции и младински активности, но и символ на достоинство, традиција и културна енергија на Шуто Оризари. Со тоа ќе оддадеме и посебна почит кон големата Есма Реджепова, амбасадор на ромската култура која со својот глас го представуваше не само Шуто Оризари, туку и Скопје и цела Македонија во целиот свет. Изминува и втората недела од кампањата за локалните избори, а се уште нема најава за ниту една дебата помеѓу кандидатите за градоначалник на Скопје. Чиниш се работи за избор на председател на куќен совет во некоја приградска населба. Оправдувањата за тоа се најразлични. Од преголем број пријавени кандидати, наводна презафатеност на некои од фаворизираните, па се до целосна незаинтересираност на одредени медиуми кои, патем речено, за тоа се обврзани, а и платени. Реагираше денеска независниот кандидат за градоначалник на Скопје Горан Марковски, поддржан од граѓанската платформа Независни заедно. Секој покрив во аеродром има потенцијал за зелена енергија и финансиска придобивка за граѓаните. Создаваме системско решение кое ќе значи поставување на фотонапонски централи на крововите во аеродром и на тој начин граѓаните да добијат можност преку искористување на овој потенцијал да ги реновираат фасадите, лифтовите, да заменат прозорци, да ги реконструираат крововите. Мојата визија е аеродром да стане функционална, транспарентна и услужна општина. Вистински модел по мерка на граѓаните. Општината мора да биде место каде што секој жител лесно и брзо ги добива потребните услуги, без непотребна бирократија.
Ќе воспоставам систем во кој чистотата ќе стане брендот за Карпаш. Затоа што ништо не зборува повеќе за една општина отколку хигиената во јавниот простор. Во моментов изгледаме запоставено, со многу смет наоколу. Јас нема да дозволам Карпаш да остане Бела Африка. Ќе направам општината најчисто и најуредно место во Скопје. Службите ќе мора редовно да ги чистат парковите, тротоарите и улиците и да ги празнат кантите, затоа што тоа е нивната работа и за тоа земаат плата. Ќе отвориме дневни центри за децата со попреченост, ќе создадеме програми за нивна поддршка и целосна инклузија во образованието. Поддршката ќе ја прошириме и кон нивните семејства, затоа што грижата за најранливите е мерка за човечност на едно општество. Паралелно, ќе опотикнеме локалниот економски развој преку фонд за мали и средни бизниси со цел охрабрување на младите претприемачи и поддршка на малите семени компании. Само така ќе создадеме општина што ќе расте со своите граѓани. Во новиот мандат продолжуваме со модернизација на 30 улици и пијацети. Еден од клучните проекти е целосна реконструкција на улицата Ленинова, на потегот од булеварот Партизански одреди до паркот на Франкофонија. Со овој проект ги обновуваме тротоарите. Центар добива нова велосипедска патега и засадуваме зеленило долж целата улица. Започнуваме со хортикултурно и партнерно уредување на просторот од Зеленото пазарче до улица Македонија. Доградба на основното училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски. Како едно од најстарите училишта во Ѓорче, Централното училиште заслужува постојано современување на условите во работата. Овдека е планирана доградба на 4 училници. Прво, инвестираме во темелите пред училишното и основното образование. Свесни за потребата од повеќе места за најмладите, обезбедивме владина поддршка за изградба на 3 нови детски градинки. Градинката Снегулко, градинката Росица и нова градинка во соработка со општина Карпош за потребите на нашите деца од општина Чај. Истовремено, започнуваме со најголемиот инвестициски циклус во училишната инфраструктура до сега. Подземен пат во Черичанка со плоштад над кој што ќе ги поврзе двете населби Серава и Газибава и ќе биде мостот на спојување на Чаир и 350 паркинг места под плоштадот. Тоа е едно решение кое што прво ќе го создаде вториот плоштад во Чаир после Скендербег. Ќе овозможи место каде што нашите граѓани ќе може да си го поминат денот. Судот донесе решение со кое како неоснован го одби предлогот од тужбата на политичката партија Левица против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за издавање привремена мерка со која на АВМУ ќе и се забрани до комерцијалните медиуми да го достави упатството за радиодифузерите, а до ДИК да го достави извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање, соопштија од АВМУ. Без оглед на континуирани напади од оваа партија, АВМУ посочува дека останува доследна на својата единствена цел – почитување и спроведување на законските решенија. Да подсетиме, при донесувањето на упатството, 2 политички партии, Левица и Знам, беа исклучени од платеното политичко рекламирање.